Добродојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за тоа кои, според експертите, би можело да бидат доминантни теми во светот во оваа година. Каква ќе биде втората година од мандатот на председателот Доналд Трамп, што е подценка на можното руско мешање во изборите? Зошто председателските избори во Русија не носат никакво изненадување во врска со победникот? Дали Европската унија треба да се грижи за преговорите со Британија околу нејзиниот излез од унијата? И кој ќе биде на врвот на листата најразвиени земји во светот? Што за ова предвидуваат експертите? Започнуваме со изјавата на американскиот председател Доналд Трамп, кој кон крајот на 2017 потсети зошто станал председател. When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. Ваквиот, како што вели политичкиот аналитичар Леонард Стајнхорт, инатски однос на Доналд Трамп спрема медиумите и американскиот политички естаблишмент со сигурност ќе остане. So for Donald Trump, expect him to get out and continue campaigning, to continue disrupting, to continue sort of pushing against the people that he feels have never accepted him or don't accept his base. And I think that's what's going to happen over the coming year. Сепак, според Стајнхорн, председателот Трамп ќе се соочи со една голема пречка, односно истрагата што ја води специјалниот советник Роберт Мулер за тоа дали изборниот штаб на Трамп имал врски со Русија. As the heat gets turned on closer to the inner circle of Donald Trump, closer to the Oval Office, it's unclear what Donald Trump will do. Will he try and pardon certain people, let's say Jared Kushner, if he feels that Jared Kushner is in jeopardy? Сепак, Стајнхорт е настав дека се претерани предвидувањето и Трамп би можело да даде оставка или да му биде поднесен импичмент. Во Русија пак часовникот чука за два многу исчекувани настана: председателските избори во март и светското фудбалско првенство. Тоа го смета и рускиот новинар Михаил Зигар. FIFA World Cup. That's the next year's most important event in Russia, and Vladimir Putin is not going to miss it. He is going to host it, so he is running and he is re-elected. That's the plan. So no doubts at all. Кон ова оди во прилог и фактот дека Путин нема посериозен кандидат. На опозиционерот Алексеј Навални му е забрането да се трка поради обвинувања за криминал, за кој тој вели дека се политички мотивирани. На руската телевизиска звезда Ксенија Собчак пак никој не гледа како на некаква закана на Путин. They suppose that she is not, that she is the opponent who could not be dangerous because she is not loved. She's popular but not loved. At the same time, she's still part of the elite. Што се однесува до Европската унија, фокусот во оваа година ќе биде секако врз преговорите за британската одлука да напушти Европската унија. Very good discussions. I'm looking forward to the discussions coming out of tomorrow on the future trade relationship and security relationship. Премиерката Меј најави дека Британија ќе напушти унијата во март идната година, но ќе биде поврзана со европските правила за транзицискиот период од 2 години. И покрај напредокот, аналитичарот Блокманс вели дека следува тешка година. Donald Tusk was very clear in trying to, nip any enthusiasm in the bud in December. By saying that divorce is difficult, but then to reshape your relationship after a divorce is in fact even more difficult, and that will certainly go for the trade aspects of that bilateral relationship, in which we have to go into considerable depth and detail. Преговорите со Британија ќе бидат и своевиден тест за кохезијата на Европската унија, која и онака е нарушена во врска со уште еден голем проблем. Other issues will, of course, still deal with migration. The refugee migrant crisis continues unabated, even if it doesn't capture, the news headlines. This will continue to be a topic in 2018. Што се однесува до глобалната економија, постојаниот стопански раст на Индија и Кина покажува дека овие две најнаселени држави во светот се утврдуваат на врвот на списокот на најразвиените. Пурнима Ворија од Индиско-американската трговска комора вели дека Индија постојано ги зголемува незините можности. Right now, people are always focusing on China when they want something in mass scale and they want it inexpensive. But I think India needs to step up to the plate and be the leader in manufacturing industry, which is going to make a dent in the employment as well as the
the economic numbers that we are talking about. Според некој ова е година на ВУСУ, инаку и двата збора на кинески значат земја. Ќе биде многу поволна за Кина. Мајсторот по фенг шуи Донг Илин вели дека тоа значи оти сите елементи се на страната на Кина. Тој предвидува дека Кина ќе има поголема поддршка од другите земји, особено во економските прашања. 是一个开始，叫有起步的一年。就原来这几年我们好像一直在一个平台上没有动啊，没有动。那么2018年呢会有所往上提升，所以说我们现在来看整个国际状况都在抓金融。 Ете, тоа бе некој од предвидувањата за оваа година. Но како што вели аналитичарот Леонард Стајнхорн, ако нешто минатата година успеала да докаже, тоа е дека правењето политички предвидувања честопати е бесцелна вежба. Довидување.